Благодарам, председателе. Почитуван заменик министр, кажавте дека владата не финансирала вакви проекти. Па доколку не финансирала вакви проекти владата, зошто ветувавте на Стружани во 2016 година во вашата предизборна програма дека оваа депонија ќе дислоцирате со самото доаѓање на власт? 5 години после тоа го слушаме истиот изговор, секоја година и буџет доаѓаме на истиот изговор дека не финансирала владата вакви проекти, тоа било во надлежност на локалната самоуправа и се вртиме секоја година во круг. Зошто им ветувавте на Стружани? Еве, објаснете им, излезете во реплика и објаснете им на Стружани зошто им ветувавте во 2016 година дека ќе дислоцирате оваа депонија и дека ќе се погрижите за да им обезбедите здрава животна средина на Стружани. Но тоа нема да го направите, затоа што како и се останато во државава, после вашето доаѓање на власт од 2016-17 година, едно ветувавте пред да дојдете на власт, друго спроведевте. Сите сме свесни, сите сме сведоци што ветувавте, а што донесовте и што спроведовте во овие години што сте на власт. Да одбиете еден ваков амандман е најголем доказ каква е вашата грижа за здравието на граѓаните, за здравието конкретно на Стружани, за обезбедувањето на Стружани здрава животна средина. Како што кажав, и јас да не го поднесував овој амандман по изминативе години, ево и овој буџет, и претходниот буџет, и ребалансите што беа тука што ги разгледувавме, вие требаше да го спроведите овој проект, затоа што тоа е ваше предизборно ветување, не мое. Јас не сум ги лажел Стружани дека ќе дислоцирам депонијата. Вие излегувавте 2016 година во Струга, доваѓавте и ги лажевте Стружани дека ќе дислоцирате таа депонија. За сега да слушаме разноразни изговори. Да ве запознам само за депонијата, за да сте запознати, за да не го одбивате така едноставно овој амандман, дека таа депонија е колку 4 фудбалски игралишта и е издигната како рид на самата периферија од градот Струга. Се наоѓа само на 500 метри од првите куќи во градот. И е еколошка катастрофа со која што се соочуваат сите граѓани на Струга. Затоа што таа депонија знае да се запали и сето тоа да заврши или во градот Чадот, или да заврши во околните населени места од кои што се трујат граѓаните. Покрај тоа што го загадува воздухот, оваа депонија ги загадува и подземните и надземните води, бидејќи, како што кажав, се наоѓа во насред земјоделско земјиште, кое што се обработува од локалните жители таму, а нивните земјоделски култури ги наводнуваат од таа земја што ја добиваат или тече покрај ова земјиште, кое што од оваа депонија се загадува, понатака сето тоа се рефлектира и на производите кои што ги произведуваат. Најстрашно е што за оваа депонија се издвојува годишно огромни суми на пари само за одржување на оваа депонија, да не се пали или да се тампонира и да се набива. За 3 години, ево да ве информирам, заменик министр, дека за 3 години општина Струга има исплатено 563.000 евра за одржување на оваа депонија. Тоа е за 2018 година, 2019 и 2020 година. За 3 години 563.000 евра за одржување. Дополнително, кога ќе ги додадете и 2021 и 2022, ќе стигнеме до 1 милион евра што се исплатени само за одржување на оваа депонија. Амандманот беше 30 милиони денари, односно околу 500.000 евра, кои што требаше, ако не целосно да го реши, да го отпочне решавањето на овој проблем. Ние до сега имаме 2 пати по толку потрошено само за одржување во овие 5 години. Значи не е до средствата, туку е до планот и желбата на владата да го реши овој проблем.
Многу е лесно да дојдете во Струга и да му ветувате на Стружани дека ќе ја дислоцираат. Но тоа треба да го направите кога ќе дојдете на власт. Тоа е одговорна власт. Тоа се одговорни политичари, а не да дојдат да ветуваат на Стружани се и се што па после никаде ги нема, не може заради тоа, не може заради ова, не финансираме ваков проект, не финансираме таков проект. Затоа Стружани ќе ве кажат, ќе дојди ден кога ќе дојдите пак пред Стружани да барате доверба. Со кое лице ќе ја барате довербата на Стружани? Знам дека и дислокацијата е на депонијата дел од еден поголем проблем, односно дел од едно поголемо решение, а тоа е изградба на регионални депонии. И тие регионални депонии вие ги запоставивте. Пред да дојдете на власт, ВМРО-ДПМН ви остави план за изградба на 8 регионални депонии, кои што требаше да го решат проблемот со одлагањето на отпад по целата држава. За тие 8 регионални депонии имаше изработени проект, беа обезбедени и средства. Требаше само да има желба оваа влада да ги реши тие проблеми. Но после 5 години, ево 6-та година гледаме, од ваша страна нема никаква желба за решавање на овие проблеми. Јас зборувам конкретно за Струга, за Стружани, меѓутоа претходно зборуваше и мојот колега Петрушевски за друга депонија. Вакви депонии никнуваат секојдневно во државава. Никој, за жал, ниту ги решава, ниту наоѓа решение за овие проблеми со одлагањето на отпад. Многу е лесно да зборувате, меѓутоа реализацијата е тешка. Затоа сте нула во реализација. И затоа ќе си сносите одговорност на следните избори, кога ќе дојдите да барате поддршка не само во Струга и секаде каде што сте ветувале решавање на вакви комунални проблеми. Ви благодарам.